Со прашањето што е тоа мировно образование, почитувани ја стартуваме денешната топ тема. Одговорот на поставеното прашање го бараме од учесниците во денешната емисија. А тоа се господја Гурдана Блажевска-Спиридонова, психолог од гимназијата Никола Карев и Катерина Коневска од првата детска амбасада во светот Мегеш. Да го чуеме одговорот, господја Гордана. Мировното образование е еден процес кој вклучува совладување на знаења, вештини, вредности, информации и заедно со бихевиоралната, значи една компонента каде што значи сето ова примена во однесувањето, во контекст на способност да се живее во хармонија со себе си, со другите и со околината. Мировното образование е како програми кои се работат на различни нивоа, во земјите постои назад 60-70 на години, било тоа во облик на антинуклеарни движења, еколошка одговорност или конкретни фокус теми, например на насилство, решавање на конфликти, природа на конфликти, вештини на комуникација, перцепција на човековите права. Може да се каже дека една главна, фокус цел на мировното образование е како да се создаде мировник, некој кој има мировни принципи, мировни вредности и кој е мировник по однесување. Така да воглавно на кој начин да се применува во различни периоди назад годините, мислам дека тоа била главната цел за постигнувањето на со еден ваков вид на образование. Мои дами, имаме и други прашања. Подготвени сме и за другите прашања, така? Ај сега, како почна или кои се причините за проектот Мировно образование кај нас? Причините за проектот Мировно образование, како што сме сведоци и самите на се поголемото насилство кое што се случува воопшто во општеството, а особено меѓу младите луѓе. Тоа беше една од главните причини за започнување на овој проект, а целта на проектот е преку промовирање на мирот и ненасилството како едни од основните вредности во воспитно образовните институции, да се дојде до намалување на насилството кое што постои меѓу младите луѓе, меѓу зголемување на комуникацијата, квалитетната комуникација меѓу младите луѓе и оттргнувањето на оние стереотипи и предрасуди кои што постојат кај нив. Инаку овој проект започна првенствено со изборот на оние луѓе кои што ќе бидат директно вклучени во проектот. Се направи прво избор на 3 средни училишта. Кои беа критериумите за тоа? Така, критериумите за изборот на училиштето се внимаваше да има етничка застапеност, односно составот на учениците и наставниот кадар во тие училишта да е од мешана етничка структура, па така што се избра гимназијата Никола Карев како моноетничко училиште и другите две училишта, тоа се ГУД Здравко Цветковски и Средното медицинско училиште Панче Караѓозов како мешани етнички структури. Понатаму се беше испратен во соработка со директорите, психолозите и педагозите во овие училишта, беше испратен повик кон наставниот кадар вклучен во училиштата, кој што е мотивиран и сака да се вклучи повеќе во рамките на овој проект, како и еден јавен повик до млади мировни едукатори на возраст од 18 до 25 години, кои што исто така имаат мотивација да навлезат повеќе во оваа тема и проблематика. Врз основа на однапред утврдените критериуми, тим од луѓе вработени во детската амбасада Мегеши и двајцата тренери кои што понатаму го водеа еден од тренинзите. Првиот тренинг ја направија селекцијата на луѓето кои што ќе бидат вклучени. Инаку еден од тренинзите веќе и се одржа. Тоа беше почетокот на месец септември со по 4 професори представници од секој од трите споменати училишта и 6 млади мировни едукатори. Другиот тренинг веќе се подготвува и се очекува, го планираме да биде овој месец од 16 до 19 ноември. А колку што знам, како функционира целиот цеа проект? Јас би сакала претходно да се вклучам кратко во контекст на тоа што значи всушност мировно образование кај нас сега во Македонија. Мировното образование не дека не постоело, значи како некои ентузијастички проекти кои постоело наназад во некои форми во одредени периоди со поддршка на надворешни, значи невладени организации. Она што сега веќе се оди да се креира на многу поопфатни чекори, кои ќе подразбираат, значи кои би се одвело во неколку етапи. Значи мировното образование е еден од овие чекори. Прво изработка, значи
на програми кои што ќе го третираат и ќе работат многу опфатно со самите различни форми на насилство. Имаме превенција и соодветна реакција во криза. Изготвување на протоколи во рамки на училиштата каде што се јасно дефинирани чекорите, активностите и мерките кои ќе ги превземе училиштето во сходно со Законот за средно образование, тогаш кога се соочуваме со различни форми на насилство. Тука е веќе мировното образование кое е цел да се интегрира во нашето формално образование во основните и средните училишта. Се почна со работа веќе години наназад, а сега веќе во средните училишта со воведување на нови наставни програми. Мировното образование може да се работи и во другите одделните предмети, може да се работи секако во општествените предмети, зашто да не се работи и во јазиците, зашто граматиката може да ја обработуваат преку тема која има врска со ненасилство, со комуникација, со асертивност и слично. И накрај е секако оваа форма која сега ни го овозможи, со иницијатива на Детска амбасада Меѓеше, да го работиме од работилнички тип, каде што децата преку едукативни активности ќе имаат можност да стекнат веќе и знаења, вештини, ставови и вредности, што значи да се соочиш со насилство, да препознаеш насилство и како соодветно да се однесуваш во ситуација на насилство. Одлично, Блажевска Спиридонова, а вие ги спомнавте и учениците. Во проектот се сепак оплатени ученици. Тие се на доброволна база, изборот е во самите училишта. Концептот е многу убав, бидејќи ние со една направена беше анкета во училиштето, каде што учениците, професорите кои беа вклучени во проектот и во обуката, која што тековно си трае во текот на целата година, истовремено ќе се одвива и работата работилничка со децата. Децата само иницијативно се пријавиат, како им беше кратко објаснато, дека тоа ќе бидат младенски, ние сакаме да ги кажеме мировни клубови. Веќе имаме 40 на деца кои што се работи со децата вон наставно и вон часовно, тоа е едно убав начин на пополнување на слободното време. Децата кој што секојаш барем вие сте психолог и знаете дека е малку проблематично, па тука и се појавуваат сите, ајде да не бидеме толку строги, ама девијантни појави ни се случуваат. Кога имаат премногу слободно време кое не им е конструктивно пополнето, и ова е една добра опција каде што можат тие на поинаков начин да го поменат ова слободно време. Во Никола Карев веќе беше спроведено од еден од нашите професори, анкета каде што децата веќе размислуваа во една форма што за нив представува мировно образование, што им е потребно, да им го пружи мировното образование. Веќе ги запознавме со нашата програма која ќе се работи во Никола Карев, веќе се одржани 2 работилници. Ја посетивме старата турска чаршија, децата има различни загадки, за да може да ги осознаат, одредени турцизми кои постојат, другите етнички групи, занаетчиите, еснав што и слични задачи, каде што има можност, гледаме и да го стимулираме заедништвото и другарството. Меѓу нив, бидејќи тоа се деца од 1 до 4 година кои може да не се познаваат меѓу себе, освен на кратко гледање по ходниците, и имаме многу добра повратна информација за тоа како добро реагира децата на ваков тип на работа. Само учениците од гимназијата Никола Карев се вклучени или да речеме и учениците од Здравко Цветковски од медицинското училиште Панче Караѓовски? Се вклучени и учениците во Здравко Цветковски и учениците во медицинското училиште. Овие младински клубови функционираат во сите 3 училишта со помош на професорите кои што беа вклучени во тренингот и по 2 од младите мировни едукатори кои што исто така се вклучени во оваа програма. Убава иницијатива и ни овозможи сета таа организација Меѓеше. Имаше еден фудбалски надпревар по иницијатива на професорот. Да, видовме нешто од фотографиите. По иницијатива на професорот по спорт кој е вклучен во оваа обука од ГУЦ Здравко Цветковски. Она што беше нас ме одушеви, тоа беа девојчиња, голем дел на девојчиња кои се вклучува начално да кажеме еден машки спорт, каде што ја понесоа победата. Јас нема да ги заборавам нивните триумфални лица кога во игра со топката кај мене во канцеларија да ми се пофалат. Како сето тоа добро помина и јас не можам доволно добар фидбек да дадам колку добар прием има. Се тоа кај децата сега, децата бараат тоа да се случува секоја недела. Вако вид на работилници, вако вид на усвојување, она што нас не треба. Навистина со децата да се работи не само едукативно, да стекнуваат информации, да развиваат ставови и вредности, за да може да препознаваат различните форми на насилство во училиштата. Ние имаме начално 2 групи. Во училиштата, деца кои кои трпат некој вид на насилство, деца кои не несуваат некој облик на насилство, меѓутоа имаме уште една група. Една група која рамнодушно гледа од страна.
и која вели, ја трга главата настрана и вика ова мене нема за сега, ја немам потреба во ова да се вклучувам. Меѓутоа, ние сакаме да работиме на сите овие три групи. Да превенираме да немаме жртви на насилство, да немаме деца кои ќе имаат потреба насилно да комуницираат со средината и на крај крајшто да се создаде една атмосфера на нетолеранција на било кој облик на насилство, со развивање на соодветни вештини на комуникација. Еве, асертивноста е добар начин да се каже што ми пречи, што ми смета, а да не влезам во конфликт со средината поради тоа. Добро, од минатата учебна година, од сите тие настани што ни се случија во сите и основни и средни училишта, како во дворот на училиштето, така и надворот училиштето, имам чувство дека сигнализацијата ни проработи, се мобилизиравме сите. Предпоставувам и дека целите на овој проект се поврзани за намалувањето на агресивноста, на насилството, да не биде тоа како некоја си глобална слика за нашите училишта. Токму така, целите се на проектот се намалување на насилството пред се меѓу младите луѓе, а тоа еден од главните резултати кои што го очекуваме е да биде вклучувањето на мировното образование како составен дел на наставната единица од редовниот образовен систем на учениците, затоа што само, како што спомени господја Гурдана, само во текот на образованието не треба на образованието да се гледа само на оној образовен дел, туку треба да се стави акцент и на онаа воспитна компонента и на не секогаш да се дава предимство на формалните предмети кои што се предвидени, туку да се стави и дел акцент на оние меѓучовечки, односно односите меѓу младите луѓе кои што постојат. Инаку, јас тука би сакала да споменам што исто така сметам дека е битно дека мировното образование, односно препорака за вклучување на мировното образование во формалниот образовен систем е дел од заклучните согледувања на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации кои што ги упати до нашата држава врз основа на поднесени извештаи од страна на владата на Република Македонија и алтернативни извештаи од страна на невладините организации за тоа како се имплементираат Конвенцијата за правата на детето и двата факултативни протоколи кон оваа конвенција во нашата пракса. Што значи комитетот согледа и даде препорака дека мировното образование е тоа што ќе помогне во делот на намалување на насилството кое што постои меѓу младите луѓе и генерално насилството во општеството како дел од таа наставна единица. И секако индиректно и би влијале врз подобрување на состојбата со детските права во Македонија. Инаку тука во делот на целите, односно активностите кои што се преземаат во рамките на овој проект, јас би сакала да споменам дека освен работата во училиштата, освен овие тренинзи кои што се спроведуваат, детската амбасада меѓаш делува и во насока на реакции и давање на своји мислења и ведувања за одредени состојби на насилство кои што се појавуваат во државата. Имаше неколку ситуации каде што ние како организација излеговме со одредени информации, наш став во медиумите, каде што нагласивме дека децата, односно младите и гласот на младите не треба да се игнорира, туку секогаш треба да биде земен во предвид, повикувајќи се на детското учество и почитувањето на детското мислење. Добро, најчесто ние возрастните гласот на децата го земаме кога е веќе она помош. Така, кога е веќе го земаме кога веќе треба да се действа постфестум, односно репресивно, кога веќе се случила одредена ситуација, а не и кога делуваме секогаш превентивно. Коренска, вие како да ми го земавте прашањето кое што сакав да го наменам за Гордана, бидејќи е психолог. Напомнавте, нашите училишта не се само образовни институции, тие се воспитни институции. Воспитанието каде ни? Воспитанието, за жал, е се помалку присутно, значи во образовниот систем. Се изгуби некаде преку смената на системот на вредности кои што се одрази кај возрастните и потоа се одрази значи на нашите млади луѓе. Нас не треба да се спојат значи неколку компоненти. Како функционираме значи државата, значи и општеството, како функционира значи преку Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, како функционира значи локалната заедница, значи како функционира училиштето, возрастните во училиштето и родителите. Значи, ние ја заборавивме, како возрастна компонента ги заборавивме адолесцентите и ова сега ни се враќа, значи назад бумеранг. Мораме да им помогнеме на младите луѓе да станат свесни
самите да препознават што е предконфликтна ситуација и превентивно, значи да развиваме превентивни мерки, а да не се соочуваме веќе со последиците за кои што не можеме да кажеме дека сме потполно, не сме имале досега многу лоши, значи искуства за да можеме да сме доволно опремени како соодветно да реагираме. Да не улучиме од лоши искуства, туку да се насочиме кон превентивни мерки, развивање на свесноста, каде што младите може да бидат, значи, еден добар ефект од ваков вид на работа, со година дена работа со, значи, младите на една, значи, преку вакви работилници е можеби формирање на мировни патроли каде што младите ќе идат, значи ќе водат една, значи, лидерска улога во препознавање, детектирање, давање на јас ова не сакам да го трпам, јас ова не сакам да го гледам, јас ова не сакам да го толерирам, па дури и понуда на практични добри решенија каде што некоја конфликтна ситуација воопшто не може. Значи не мора да ескалира во конфликтна ситуација, тука едноставно може да се реши на друг начин. Самите за себе преку една врсничка едукација да бидат добар пример за себе си. Да, влијанието на врсниците како социолошки сегмент. Ми беше и друго муабетот. Кои се учества, вие ги скажавте, мировни едукатори од 18 до 25 години. Што значи? Тоа се студенти? Главно се студенти или дипломирани од различни профили, од различни професии, затоа што... Кои профили многу е важно? Така, педагози имаме, психолози, социјални работници, социолози, тоа е главно структурата на образовниот профил од која што доаѓаат младите мировни едукатори. Тие се вклучени по 20 мировни едукатори во секој од трите споменати училишта и работат заедно со професорите и со учениците во овие училишта. Веќе одржаа и неколку работилници. Ви фотографиите кои што дадат, нели, во позадина говорат за тоа, така што јас тука би сакала споменам уште и дека освен сите овие работи кои што ги споменавме, активност која што спроведуваме е истражување. Тоа ќе се спроведе во текот на ова и следната недела, истражување меѓу младите луѓе од трите споменати училишта и плюс уште две други училишта ќе бидат вклучени. Истражувањето ќе биде во насока на мерење на какви се меѓуетничките односи внатре во училиштето и воопшто во средината во која што живеат. Ова истражување го спроведуваме во соработка со Брима Галуп, се спроведува сега и ќе биде спроведено на крајот на проектот, каде што ќе се направат одредени споредби за тоа како се движело и какви ефекти имаат сите овие активности кои што ги преземаме врз младите и нивните односи. Јас не сум ги погледала статистичките податоци и не би сакала, кога се во прашање посебно деца, тоа се нашите деца, да ги ставаме во некоја статистичка категорија, но сепак според нешто што погледав во светот, насилството, агресијата повлекува со себе и малолетничка деликвенција. Мислам, веќе доаѓаме до она што не треба да се дојде. Колку сега со мировно образование, со сето тоа што го правите, вие и во училницата што го правите и секако и на семинарите и на обуките и на сето тоа, придонесувате тоа да се намали, да се стави во одредени рамки? Третирањето, значи, на категоријата на ученици кои не прават соодветна разлика меѓу доброто и лошото, кои што ни се изгубива во сивата зона на размислување, тоа веќе се почесто го прават, значи, мощно декларативно. Значи, таа е една група на ученици на која мораме да се фокусираме, значи, начин на работа. Тука секако дека е неопходна помош, значи, од целата заедница, поддршка ние родителите. Министерството за образование и Бирото за развој на образование вложи многу напори сега со поддршка на Законот за средно образование. Овој проект, значи, ова што е дел со советување на родителите, каде што ќе се работи со групи на родители, каде што ќе се прават обсложи, што ќе се прават обиди да се сузбиваат, повторно велам, превентивно, значи, овие облици, да не мораме да се соочуваме, значи, веќе со развиени форми на насилство. Бирото за развој на образование започнува, значи, сега во средните училишта воведување на нов наставен предмет, образование за животни вештини, значи, заедно со еден приручник кој еден вид на учебник и наставна програма. Што ќе опфаќа сето тоа? Тука опфаќа, значи, личен развој на учениците, односи со другите, односот кон околината, значи, одговорно граѓанство, каде што децата се учат да стекнуваат ставови и вештини и вредности на ниво на себе доживување и односот
кон средината, одговорен однос кон другите и одговорен однос кон средината. Така да кога они се во можна чувствителен период од животот, кога се и како отворени за секакви позитивни и негативни влијанија. Наш изборот, како ќе го пронајдеме каналот на комуникација за да бидеме добар модел. Добро, во периодот на адолесценти нели се градат и тие систем на вредности се усвојува негативен или позитивен. Но системот на вредности кај нас веќе последните 20 на години е малку како возрасти треба да се преиспитаме каков систем на вредности, модел на однесување, значи ние нудиме пред нашите деца и пред нашите млади луѓе кои ќе го градат понатаму како база за понатамошно градење и развој на нашава држава. Спомнуваме родителите, јас повторно ќе се навратам на оној акцентот што го има семејството. Не само во Македонија, така и во светот, така семејството е она основна клетка. Колку родителите се запознати со ова мировно образование? Да речеме, можеби кога имате родителски пак ќе ги информирате дека тие и тие деца се веќе вклучени. Значи ги користиме родителските средби се повеќе како начин информациите да дојдат до родителите за се што се случува, значи сите проекти, значи краткорочни и долгорочни во училиштата и особено значи било тоа да подразберат значи трпење, значи соодветно соочување со мерки, каде што секако не сака да се соочи ни наставникот, значи ни ученикот, ниту родителот и типак значи од други опции кои може да ги имаат во училиштето и каде што ќе може да се вклучат многу од нив, значи нас не си во министерството, значи и во малолетничка деликвенција, значи и во МВР, така да значи може да бидат значи добар извор на институции, значи кои што може да помогнат и да се вклучат на најсоодветен начин за да се помогне. А конеска не може и родителите да се вклучат во овој проект? Па да ги чуете и нивните размислувања, затоа што јас секогаш мојата критика знаете дека е насочена кон родителите, вклучувајќи се и себе си како родител, дека нашите деца како во основно и средно образование тие најмалку што се пакетчиња, па ги дадеме во училиште, па си ги земеме таму навечер или сами ќе си дојдат и толку. Во овој дел се е планирано да се работи првенствено со училиштата и со професорите во училиштата, меѓутоа ние настојуваме да има продолжување на овој проект од 2013 до 2015 година во соработка со нашата партнерска организација Вустров од Германија и со поддршка на Германското министерство за економска соработка. Се надеваме дека ќе успееме во тоа. Во тој дел ќе бидат вклучени не само родителите, како што кажавте дека се едни од основната клетка во општеството, односно семејството, ќе бидат вклучени, планираме значи проширување, ќе бидат вклучени вие медиумите и новинарите за тоа како треба да се известува, односно како е пожелно да се известува кога се представуваат вакви ситуации на насилство кои што постојат меѓу луѓето, затоа што според одредени истражувања се покажува дека и медиумите имаат големо влијание врз Вклучувајќи го тука и интернетот кој што не може да се контролира. Електронски значи медиуми кои што постојат имаат големо влијание, така што се надеваме дека ќе има и кампања е планирана, поширока кампања за запознавање на општо на национално ниво во државата, така што тоа се следните активности кои што ги планираме. Тука некаде ќе мораме да завршиме денешната топ тема. Јас сум сигурна дека и мировното образование е дел од она голема акција за ненасилство во нашите училишта и верувам дека ќе имате успех и во другите наши емисии ќе говориме, се надевам секогаш за многу попозитивни теми и проекти за кои што ќе можеме да се пофалиме. Благодарам што бевте денеска во денешната топ тема. А вам, почитувани, тука некаде е крајот на денешната топ тема, а вие понатаму останете со Македонската телевизија.